Сум имала моменти на закани, кога, знаете, едноставно не знаете дали тие закани ќе се остварат и кога ќе се остварат, меѓутоа сум одела цврсто, сум била храбра и сум одлучила да не се откажувам. Затоа што секое мое откажување од оваа позиција, бидејќи нели сум жена, би значило откажување на сите жени. Каков пример би дала јас за секоја жена ако ние едноставно како жени се плашиме и ако тој женски род нас не биде препрека да продолжиме поднатаму. Сексизмот изјавија голем дел од оние кои што беа испитувани дека се уште го чувствуваат во судницата, го чувствуваат и во медиумите, значи се уште жените се ценат и по однос на тоа како се облекуваат, дали се подобни во однос на тоа како ги почитуваат овие родови правила и норми кои што се уште постојат во правосудниот систем. Например, доколку ние имаме постојан да речеме раст на жени во правосудството, се до 2012 година ова не може да се забележи во судскиот совет, например и во советот на јавни обвинители, па дури во Врховниот суд, каде што постојано има доминација на мажите. Работите почнуваат да се менуваат всушност во 2012 година, кога почнуваат повеќе да се избираат жени, па дури се избира и жена председателка на Врховниот суд. Токму во тие моменти на оние искушенија, на оние навреди, закани, на сето на вербално насилство, сум била имуна затоа што сум имала поголема цел. И на крај би кажала само дека мојот личен пример за одважноста, за спротивставување, за дека секоја една жена треба да биде храбра и одважна, упатувам пораки и до сите жени. Со мојот личен пример. Нели? И тоа, не одстапувајте од своите идеали. Не се предомислувајте и не доаѓајте во искушенија да се исплашите и да се повлечете само затоа што сте жена. Газете цврсто, храбро, самоуверено, кажете не, иако тоа би било и на маж, и само на тој начин ќе дадете импот на другите жени да истото да го продолжат понатаму како вас. Се уште се соочуваме, например, со ситуација каде што имаме повеќе жени студентки на правен факултет кои што завршуваат, повеќе жени магистри на правни науки, меѓутоа до сега немало, например, жена декан на правниот факултет. Генерално, како што кажавме, родовата застапеност е присутна, значи треба да се направат политики како таа да се одржи, односно на некој начин да се искоренат овие родови стереотипи. Навистина треба да се имаат обуки за судиите и за јавните обвинители, меѓутоа вклучително и за адвокатите и адвокатките, кои што на некој начин ќе почнат од едукацијата, треба да почне од самиот правен факултет, меѓутоа треба да продолжи преку Академијата за суди и јавни обвинители, меѓутоа и преку адвокатската комора. Беше забележано дека сега има една обука која што се однесува поконкретно и генерално на недискриминација, меѓутоа и самите суди и јавни обвинители кажаа дека е неопходно да има обука и за родова еднаквост и разбивање на овие родови стереотипи. Вториот аспект би бил да има родово сензитивни политики во самата Академија за суди и јавни обвинители. Инклузивно и правично правосудство значи систем без родови бариери, каде сите граѓани имаат еднакви можности за учество и напредок. Родова рамноправност е клучна за транспарентноста, правичноста и владењето на правото, обезбедувајќи подобар пристап до правда за сите.